13 мај 2025, добра вечер во Дневникот на КТВ. Денеска се работеше на обележување на хоризонтална сигнализација на улицата Ресавска во Кавадарци, а се поставува еластична заштитна ограда во должина од 500 метри на пешачката патека Марена Глишик со цел зголемена безбедност во сообраќајот. Овој проект е во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, односно оградата е обезбедена како донација од нив, а општина Кавадарци ги монтира во соработка со противпожарната единица и јавното претпријатие Комуналец. 80 на матуранти од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј од Неготино денеска танцуваа на градскиот плоштад во склоп на настанот насловен како Матурски бал. Истиот беше проследен од родители и најблиски на матурантите, ученици и професори од училиштето и заинтересирани граѓани, кои со аплауз го наградија танцувањето на матурантите. Во обраќањето пред присутните, градоначалникот Горан Стојанов ја искажа убеденоста дека најголемиот дел од матурантите ќе го продолжат сопственото образование на една од високообразовните установи во Република Македонија и на тој начин ќе создадат предуслови за надградба на нивните знаења, кои несомнено ќе им бидат од голема корист при реализирањето на идните работни и животни кариери. Своје обраќање на настанот имаше и директорката на училиштето Сузана Стоева. Денеска во Неготино се одржа завршниот настан на проектот Екомисија со присуство на организаторите, експерти и заинтересирани граѓани. Беше одржан завршниот настан од реализацијата на еден значаен проект кој ја обедини науката, граѓанската активност и заштитата на природата, проектот Екомисија. Во време кога се соочуваме со се поголеми еколошки предизвици, токму ваквите реализирани иницијативи представуваат светол пример за тоа како една локална заедница може одлучно и одговорно да одговори на заканите што го нарушуваат еколошкиот баланс. Особено ми е драго што млади луѓе, стручни лица и активисти заеднички се мобилизираа околу решавањето на проблемот со инвазивниот вид сребрено-лисен зрнец и преку научен пристап, јавна едукација и конкретна акција дадоа пример за ангажирана и современа заедница. Општина Неготино и понатаму како и досега ќе стои на располагање и ќе ги поддржува сите проекти кои ја унапредуваат животната средина, го поттикнуваат научниот дух и ја мобилизираат јавноста во правец на одржлив развој, истакна градоначалникот на Неготино Горан Стојанов. Најновиот извештај на Државниот завод за ревизија открива дека иако се превземаат мерки и активности за подобрување на управувањето со безбедноста на патиштата, тие не се доволно ефикасни за да го намалат бројот на жртви во сообраќајните незгоди. Според јавно достапните податоци на МВР, во периодот 2020-2023 година се случиле 31.176 сообраќајни незгоди, од кои 15.724 со потешки последици, а загинале 457 лица. Ревизорите посочуваат дека и покрај преземените активности на институциите сепак не се постигнало посакуваното ниво на безбедност ниту на национално, ниту на европско ниво. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта рече дека Македонија треба да испорача уставни измени и вметнување на бугарите во највисокиот правен акт. Прашан дали ќе се договорат ЕУ да испорача гаранции дека потоа Македонија нема повторно да биде блокирана, тој рече дека нема веќе што да се договара. Потоа премиерот Христијан Мицковски рече дека нема да прават ништо се додека не видат дека Бугарија презема чекори. Денес Скопје е домаќин на една важна посета. Присуството на председателот на Европскиот совет, господинот Кошта, не е само потврдена нашата длабока дипломатска соработка, туку и реален чин на внимание, поддршка и интерес за едината на целиот Западен Балкан да биде наскоро дел од Европската унија. Во оваа нова етапа, кога граѓаните ја препуштија одговорноста на новата македонска влада, моја обврска како премиер е да зборувам отворено, искрено и достоинствено. Тоа го правам првенствено, затоа што имам должност кон народот, но и кон самата европска идеја
што толку упорно настојуваме да ја реализираме. Нашата посветеност во процесот на евроинтеграција ќе остане и ќе се засили во периодот кој што следи, затоа што веруваме дека иднината на македонските граѓани е во рамките на европското семејство. Председателот Кошта во неговиот говор пред малку кажа дека патот до полноправно членство во рамките на Европската Унија е фрустрирачки, тежок и предизвикувачки, но ние како граѓани, како народ, можеме да кажеме дека можеби годиме и најтешкиот пат. Факт е дека тој пат годеа и другите народи, кои што се сега дел од европското семејство, но граѓаните на оваа, една од најмалобројните земји во срцето на Балканот и во Европа, годеа и годат најтешкиот пат, ако можеме да кажеме дека годат, бидејќи се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 20 години. Се надевам дека во периодот кој што следи, заеднички, ќе го одблокираме овој процес достоинствено, бидејќи една од суштинските европски вредности е токму достоинството. И достоинствени ќе бидеме дел од европското семејство. Јас сум убеден дека имаме вредности, имаме капацитети, имаме знаење и знаеме како да го изодиме тој пат на најбрз начин, а со помошта која што лично ја дава председателот Кошта и поддршката и помошта која што имаме и од Европската комисија и од земјите членки, сигурен сум дека ќе направиме квалитетни реформи кои што ќе обезбедат европски иднина за нашата држава и за нашите граѓани. Евродизелот поскапува за 2 денари, новата цена ќе изнесува 66,5 денари од литар ноќеска, информира денеска од Регулаторната комисија за енергетика. Евросупер 95 и 98 остануваат непроменети, цените се 73,5 и 75,5 денари по литар. Цената на екстра лесното масло за домаќинство останува непроменета, односно 65 денари по литар, додека мазутот поскапува за 1,1 денар и од утре ќе изнесува 36,5 денари по килограм. Цените растат, стандардот на граѓаните опаѓа, власта нема решение. Обвинувања изнесени на денешната пресконференција на социјалдемократите. Додека се распаѓа владината коалиција, граѓаните се оставени сами на себе. Цените растат, стандардот опаѓа, економската состојба е катастрофална. Животот е се поскап, а платите не мрдаат. Маслото за јадење, млекото, лебот, јајцата, основните прехранбени производи, се е поскапено. Пакување од 10 јајца е веќе 113 денари, маслото за јадење над 90 денари, килограм брашно 49 денари, јогурт 87 денари, покачени се цените на млекото, сирењето, млечните производи. На пазарите исто така има поскапување на овошјето и зеленчукот. Црешите веќе станаа луксуз во мај. Последните податоци за потрошувачката кошничка се поразителни. Зголемена е за 836 денари за 1 месец. Веќе 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее. Едно просечно македонско семејство со 2 деца не може да ги покријат основните трошоци во месецот. Платите не стигнуваат од први до први. Како да се покрие храна, струја, вода, училиште, лекови? Нема со што да се плати рата за кредит или кирија. Народот се мачи како да истурка месец за месец, додека власта се гоштева со манго, папаја, октоподи во скапи скопски ресторани. Ова не се статистики. Ова е суровата реалност на луѓето во Македонија. На пензионерите кои бројат денови до следната пензија. На младите семејства кои веќе не можат да си дозволат ни основни работи. На самохраните родители кои се борат со скапотијата. На сите оние што се трудат честно да работат,
а не можат да живеат пристојно. Животот во Македонија никогаш не бил поскап, а владата нема решение за високите цени. Премиерот не знаел дека цените биле поскапени, па ќе чекал да видел какви ќе биле анализите, па дури после ќе реагирал. Ова не е само несериозно, ова е директно признание за промашените владини политики и тотална негрижа за стандардот на луѓето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со месеци наназад алармира и предлага конкретни решенија кои власта упорно ги одбива. Укинување ДДВ за храна, зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, зголемување на платите во приватниот сектор, поддршка за домакинствата со најниски приходи. Работниците гласно бараат повисоки плати, поголема минимална плата и власта не смее да ги игнорира, туку мора конечно да преземе нешто. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи да се бори за стандардот на граѓаните. Работниците, граѓаните заслужуваат достоинствен живот. Дали Филипче моментално е во Дубај, влезен со златна виза со Заев по приватен бизнис, прашање на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Откако неколку денови го прашуваме директно на пресконференција Филипче за потеклото на неговата виза, тој сиве овие денови не бил тука, туку во Дубај. Венко Филипче вчера далеку од тука, најверојатно уживајќи на грчките плажи или пак на увид на градежни активности на 50-катница во Дубај, заедно со својот партнер и ментор Заев, пишуваше Facebook статуси за памфлетот од Закон за настраданите од Кошани, за кој што морам да потенцирам дека владата презема дури двојно од мерките кои СДС ги нуди со законот. Имено, Венко Филипче, по информација добиена од цвиркачи, на 10.5.2025 година е излезен од Македонија на граничниот премин Богородица, одејќи во Грција. Од тука го прашуваме Филипче, дали е точна информацијата дека од Солунскиот аеродром се упатува кон Дубај со златната виза? Дали Филипче е во Дубај на увид со Заев на изградба на 50-катница или можеби некој друг бизнис? Македонската јавност заслужува одговор за тоа каде е Венко Филипче. Затоа ли имавме молк од 5 дена? Додека тој ужива во украдените пари, лицемерно поднесува закон за настраданите од Кочани, на кој што не ни присуствува. Филипче е само обичен лицемер, лажго и манипулатор. Филипче и СДС се синоним за криминал, корупција и предавство. Следуваат информации од спортот. Во машката кошарка максимално се користи домашниот терен, кај девојките баскеткам убедливо ја стартуваше борбата за четвртата титула во серија. Првите две средби од полуфиналните дуели во машкиот кошаркарски плейоф поминаа во знакот на домашните екипи. МЗТ Скопје и во вториот надпревар како домакин го совлада Куманово со 82-76 и ТФТ по втор пат го совлада Работнички со 71-59. Ова значи дека екипите на МЗТ и ТФТ во следните два гостински дуели со еден брејк ќе се пласираат во финалето. Актуелниот бранител на трофејот во женска конкуренција, екипата на Баскет Кам ја искористи предноста на домашниот терен, супериорно ја стартуваше финалната серија и го совлада тимот на Крива Паланка со убедливи 66-47. Кај девојките финалето ќе се игра според системот подобар во 5 надпревари, односно нов шампион на Македонија ќе биде екипата која ќе дојде прва до 3 победи. Баскет Кам ќе се обиде да стане шампион 4ти пат поред, додека пак Крива Паланка ќе се обиде да ја прекине оваа серија и за прв пат во својата историја да стигне до шампионската титула во женска сениорска конкуренција. Продолжуваат клубските обврски во македонскиот ракомет заради настапот на Алкалуид во финалето од ЕХФ купот. Средбата со Тиквеш дополнително ќе се одигра.
Кога македонскиот ракомет е во прашање, во изминатиот период беа термините за ЕХФ ракометната недела, односно квалификацијските репрезентативни дуели за пласман на Европското првенство. Македонската репрезентација си обезбеди уште еден настап на континенталниот собир, па сега е време сите да се свртат кон клубските обврски. Викендовна програмата се средбите од седмото коло од ракометниот плейоф. Всушност, според делегирањето, веќе утре, петок, Вардар ќе го пречека Бутел, а во сабота Еврофарм Пелистер ќе му биде домакин на Охрид. Третиот надпревар од ова коло, а тоа е мини дербито помеѓу Тиквеш и Алкалоид, е одложен, бидејќи Алкалоид викендов ќе го игра првиот финален надпревар од ЕХФ купот, па затоа терминот за средбата со Тиквеш дополнително ќе биде одреден. Во ракометниот плей-аут ќе се одиграат средбите од исто така седмото коло. Двете средби ќе се одиграат во сабота, а дербито ќе го одиграат Пролет и Прилеп. Во вториот дуел Куманово ќе ја пречека Струга, а Радовиш службено ќе го добие дуелот со Борец. Времето утре ќе биде облачно и свежо, со повремени врнежи од дожд. На места врнежите ќе бидат обилни и до крајот на денот ќе наврне над 30 литри на метар квадратен. Кон крајот на денот на повисоките планини ќе има услови за повремен снег. Предпладне ќе дува слаб до умерен југоисточен, а попладне и во текот на ноќта кон сабота засилен северен ветер над 60 км на час, особено изразен долж по Вардарието, температурата од 10 до 15 степени. Дневните температури значително ќе опаднат, во сабота ќе има повремени локални врнежи од дожд со пораст на дневните температури, кои во следните денови ќе имаат тенденција на натамошен пораст. Краткотрајно заладување, но и понатаму променливо и нестабилно време. Тоа беше последната содржина во дневникот. Имајте пријатна вечер.